Почитувани медиуми, денес заедно со кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН е доктор Борче Јовчевски и носителот на листата за советници Дејан Продановски и колешката Ане Лашковска. Бевме во посета на вработените, на средба со вработените од Еврокомпозит Прилеп. Овие луѓе 4 години се лажени и оваа фабрика е раскрадена и украдена, испустена од ликови кои му уветувале препород, од ликови кои му уветувале мирна работа до пензија, нови инвеститори, нови инвестиции му уветувале, а тоа се Горан Сугаревски, Илија Јовановски, Зоран Заев, Кочо Анџушев и сите од раководството на Социјалдемократскиот сојуз, се со ред во моментите кога му требале гласовите на овие напатени, измачени и излажани луѓе. Кога се работи за Еврокомпозит, Сугаревски, Јовановски, Анџушев и Заев се истите тие ликови кои во очи ги гледале и ги лажеле овие луѓе. Сведоци сте и вие, не знам колку пати е ветувано од устата на премиерот дека само што не е обезбеден нов инвеститор, само што не е обезбеден стратешки партнер кој што ќе рестартира оваа фирма, кој што ќе го отпочне производството, но не само што тоа не се случило, фирмата не работи од 2017 од доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт. Луѓето немаат добиено ниту денар како плати, а работата да е покатастрофална и потрагична, во 2019 година во Собранието на Република Македонија се донесе и закон за исплата на заостанатите придонеси и до ден денеска еве 2 години владата не го почитува законот кој сама го донесла и тие пари 2,8 милиони евра не се исплатени и покрај тоа што јас и Ане Лашковска во многу наврати предлагавме во буџетот, во ребалансот на буџетот, амандмани за да се обезбедат средства од 2,8 милиони евра за исплаќање на заостанатите придонеси на овие луѓе. Но за крај, што да се очекува од луѓе кои се крстат и во своите деца се колнат и на крајот лажат, како да се очекува од такви луѓе да го исполнат ветувањето кон сите, па и кон овие вработени во Еврокомпозит. Од ова што денеска го видовме, дека оваа фирма не може ни да отпочне со работа, дека е лага кажувањето на последниот дуел на Горан Сугаревски, кој е претендент за градоначалник на Прилеп, дека само што уште еднаш ветува не се нашол стратешки партнер, односно нов инвеститор. Од она што денеска го видовме и ни го кажаа вработените, гледаме дека тука е се искрадено, дека нема стражарска служба, дека уште пострашно последниве денови имало кражба и на оружје, затоа самите ќе ве информираат и затоа еден апел до граѓаните на општина Прилеп. Отворете ги очите на овие избори за неколку десетина дена за кого ќе го дадете глас. Ние како ВМРО ДПМН имаме кандидат со кој се гордееме, тој е доктор Борче Јовчевски и кој ќе ги исполни сите ветувања, односно кај него зборот е збор. Така да ве повикуваме сите за решавање на заостанатите проблеми, да дадете поддршка за ВМРО ДПМН и кандидатот од ВМРО ДПМН за градоначалник доктор Борче Јовчевски. Ви благодарам.